nauči se da ljubiš, bližnji spremi se, moj čeda, s tevo ljubov rodeni. Sine moj, jas tatko, nebesen sum tvoj. Sine moj, jas tatko, nebesen sum tvoj. Da čekoriš vo ljubovta, da ljubiš kako Isusa, da prostuvaš i ne osuduvaš. Sine moj, jas tatko, nebesen sum tvoj. Sine moj, jas tatko, nebesen sum tvoj. Krv ta tvoja se proleja, na krstot zavet ostavi, obleči se, tatko moj nebesen, i slovo Božjo mi isprati, sino tvoj Isus da me spasi, Bogoroden vo tebe sum, tatko moj nebesen, tatko moj nebesen, se vraćam pak kaj tebe, tatko moj nebesen, se vraćam pak kaj tebe. Tatko moj, zborovi dneska niz mene, ne jaz da zborujem, ti zboruje niz mene, nekaj sekoje slovo bude ispolneto so tvojata sila, so tvojata ljubav. Neka gi dopresite onije koji imat potreba od tebe, koji će gi otvorat srcata, koji će se pokajati i će povikat kon tebe, Gospode Isuse Hriste, dojdi vo moje to srce i pomogni mi. Продолжуваме Евангелие по апостол Лука, значи слезено во него, преку него, инаку Светото писмо е напишано од Духот Свети. 8 глава, 40 стиха, кога се врати Исус, народот го пресретна, дај Боже и кај нас, зашто сите го очекуваа, дај Боже и во Македонија да го очекуваат. И ете дојде еден човек по име Јаир, кој беше управник на синагогата. Пазете, управник на синагогата, значи верски работник, има потреба од исцелување од Исус. Значи, како слично како и денеска. Тој падна пред нозете на Исусови, пазете, падна пред нозете Исусови, категорија како се застанува пред Исус. Го молеше да влезе во домот негов. Можеме да го разбереме во домот негов, кај неговата ќерка, или во домот негов, во душата негова. Зашто имаше една единствена ќерка која може да биде неговата душа на 12 години. Секогаш има паралелен свет кога се зборува за жена, жената ќе се спаси со раѓање деца, се мисли на црквата. Има еден слој кој е телесен и духовен слој. Ние зборуваме за духовниот слој, зашто имаше една единствена ќерка Јаир, пазете, управник на синагогата. На 12 години таа умираше, а кога одеше Исус, народот се туркаше во него. Може да зборува и за неговата душа која умира, без Бог, во религија, во догма, во деноминација, во обредно христијанство. И една жена која боледуваше 12 години од крвотечение, пазете, сиот свој имот го беше потрошила по лекари.
Кога човек ќе падне болен, се ќе даде да се исцели. Исцелувањето не е во пари. Не се плаќа. Исцелувањето е со срцето да разберат и да се покајат. Да го разбереш Исус, да се покаеш. Да се покаеш за сиот грев, за Адамовиот западнатиот сатански, за сите оние мисли, дела и постапки, да го избереш Исус. Значи сиот свој имот го беше потрошила по лекари и ниеден не можел да ја исцелува. Јас гледам луѓето одат по доктори, телесни луѓе, ќе појдам таму и се чудам. Одат кај телесни. Јас имам еден доктор, Исусолог, тој лечи се. Треба да го отвориш своето срце, да му се предадеш во неговите раце, да пребиваш во неговата љубов, пристапувајќи одзади жената, значи се допре до крајот на неговата облека, значи категорија да се допреш до Исус. Тогаш се исцелуваш, да се допреш до Исус. Се сеќавате за блудницата која му ги миеше нозете со своите солзи и со миро. Се допре до него, до нозете негови. Пристапувајќи одзади се допре до крајот на неговата облека и наеднаш и престана крвотечението. Така се исцелуваш кога ќе се допреш до него. И рече Исус, кој се допре до мене? Исусе, сакам да се допрам до тебе. Рахмастихин, те сакам, Господ Исусе Христе, бидејќи сите порекнуваа, кој се допре до мене? Му рече Петар и оние што беа со него, учителе, народот те опколили, те притиска, а прашуваш кој се допре до мене. Но Исус рече, некој се допре, да се допреш до Исус. Тоа е категорија. Да го прегрнеш Исус, да се допреш до нозете негови, да паднеш пред нозете негови. Нели, оној кој вика, падна пред нозете негови, молејки го, ако сакаш можеш да ме исцелиш. Ние зборуваме за покорност кон Исус. Покорете се кон Господ и тој ќе ве подигне. Но Исус рече, некој се допре до мене, зашто сетив дека излезе сила. Тогаш излегува сила од него. Жената што он виде дека не може да се сокрие, истата жена која се допре до него со треперење пристапи. Со треперење пристапи. Како се пристапува? Па како падна пред него. Падна пред него. Ти сакаш да стоиш во присуство на Исус и да цитираш и да говориш. Падни пред него, синко. Падни пред него, молчи и остави тој да зборува низ тебе. Те молам, Оче мој, да зборуваш и ти низ мене, не јас да зборувам. Ти зборувај низ мене. Јас немам време да го учам во Свето писмо. Доаѓа во дух. Едни се кој е учител нека учителствува. Во духот на мојот Отец да зборува низ мене. Тоа е христијанство. Христијанин е оној кој го води Духот Божи. Син Божи е оној кој го води Духот Божи. Не тоа што ти сакаш. Не ти да цитираш и да толкуваш. Жената што виде дека не може да се сокрие, со треперење пристапи. Па како падна пред него, му кажа пред сиот народ зошто се допрела. Да се допреш до Исус и ти, брате и пријателе, и дека веднаш оздравела, тој и рече, Исус, не бој се, ќерко, не бој се, ќерко, верата твоја те спаси. Значи, вера е да се допреш до него, да трепериш пред него, да паднеш пред него. Не да цитираш и да осудуваш, не да пееш песни, не да исцелуваш во негово име. Знаете, додека тој уште зборуваше, дојде некој од кај старешината на синагогата, да љубиш како Исус. Тоа е христијанство. Тогаш имаш сила, тогаш си допрен до него. Ако љубиш како Исус сите, ако не осудуваш. Додека тој уште зборуваше, дојде некој од кај старешината на синагогата, ќерката на Јаир, и му рече, ќерка ти умре, не мачи го учителот. Знаете, но Исус штом го слушна тоа, му одговори и рече, не плаши се, само верувај и ќе биде спасена. Верувај. Верувај. Знаете, почина мојата мајка и сега се возам. Имавме процес да дојде до Исус. Со автомобилот са бајре, само што ми јавија во 6 наутро и се посомневав. И гласот Божи, глас кој ќе те затресе, трепериш во мои раце, е сега. Беше тоа прекор. Зашто се сомневам? Значи тој вели, не плаши се, само верувај. Верувај и ќе биде спасена. А кога пристигна во куќата, никому не му дозволи да влезе освен на Петар, Јован и Јаков и на таткото и мајката на девојката. Сите плачеа и ридаа по неа.
Jaz po тоа не плачам, бидејќи знам дека смртта не постои кога ќе почине некој. Освен кога него примил Исус, тогаш се молам за него. Протестантите не се молат, нели? Ќе ви раскажам потоа за еден погреб, за 2 погреба. Сите плаче и ридаа по неј, но тој им рече: не плачете, таа не е умрена. Не можете вие да умрете. На едно место се вели: вие не можете повеќе да умрете. Првата смрт, телото го оставаш во земјата. Одиш на суд душата, поминува низ огнено езеро, втората смрт во огнено езеро. Има ли трета смрт? Па да, кога ќе умре грешниот човек, кога ти комплетно ќе се допреш до него, ќе се претопиш во него, ќе трепериш во него, ќе љубиш како него, тогаш смртта умира. Не постои смрт. О смрт, каде ти е осилката? О пеколу, каде ти е победата? Таа не е умрена, туку спие, им вели Исус, тие му се подсмеваат, знаејќи дека е умрена. Тој откако ги истера сите, ја фати за рака и извика: девојко, стани, девојко. Се мисли на душа, на девојка и на црква. Стани и оди. И се поврати нејзиниот дух. Пазете, умрен се поврати нејзиниот, неговиот, на Отецот, што е во нејзе дух. И тој заповеда веднаш ти дадат да јаде. Телото без дух е мртво. Духот е тој што оживува, телото ништо не помага. Господ треба да му се поклонуваме во дух и вистина. И се зачудија родителите нејзини, значи ја оживеа, тој им заповеда никому да не кажуваат за тоа што стана. Никому да не кажуваат. Знаете, нема ништо тајно што не ќе се остане, што не ќе стане јавно, ни нешто сокриено што не ќе се открие. Интересен е тој принцип кој ќе му кажеш некому не кажувај, сите дознаваат, а тој рече: откако ги повика 12 мината, им даде сила и власт апостолите над сите нечисти духови да лекуваат болести. Сила и власт. Потоа ги прати сила и власт. Пазете, дали црквите имаат сила и власт да лекуваат болести? Како се добива таа? Па, ќе се допреш до него, ќе трепериш пред него, ќе паднеш под носете негови. И нема ти да зборуваш, ќе научиш да молчиш во присуство на Бог. Тој ќе зборува низ тебе. Така се добива и ќе ги љубиш сите. Повели и љуби. Потоа ги прати да го проповедаат Царството Божјо на почеток и да лекуваат болни. Проповед, па лекување. И им рече: не земајте ништо за попат, истото го има во Матеј, Евангелие, ниту стап, ниту торба, ниту леп, ниту сребро, ниту по 2 облеки да имате. И во која куќа ќе влезете, таму останувајте и оттаму тргнувајте на пат. Дали денес има некој таков? Па познавам еден интересен од Хрватска, Лоренс Новосел, апостол. Протестантите велат тој не е апостол. Ако не е апостол, тој ќе ја прими казната, но ако е апостол, кој прима пророк во пророчко име, ќе добие пророчка награда. Знаете, кој прима праведник во праведничко име, тој живее така. Оди, патува, нема ништо, раздаде се, добива финанси во дух од луѓето. Лоренс Новосел чита, објави и ги споредува со Библијата. А вие проверете од духот дали е тоа вистина. Проверете ги духовите. Како се проверуваат духовите? Протестантската заедница, например, го осуди. Потоа дојде папата во Скопје. Интересно. Не знам дали протестантската заедница го осуди или бидејќи е посилен од нив. Посилен од нив. Тој што е во мене е посилен од тој што е надвор од мене. Знаете, лидерскиот тим дали го осуди папата или бидејќи тој е посилен го осуди Лоренс кој е сам. Не е сам со Исусе. Проверете. И ако некој не бе примат, излегувајќи од тој град, црква заедница, истресете го правото, нозете свој ним за сведоштво, овде го нема тој стих. Во Матеј вели, кога ќе влезете во некој дом, поздравете го со зборовите мир вам. Мир вам, и ако куќата биде достојна, вашиот мир нека прејде на не, ако пак не е достојна, вашиот мир нека се врати при вас.
А кога излегува, тие одеа по селата проповедувајќи го евангелието и лекувајќи насекаде. Кога слушна Ирод четворовласникот, не една, него четворовласник, пазете, што тој прави беше збунет, зашто некој велеа дека Јован воскреснал од мртвите. Значи слуша за Исус, Ирод. Други пак дека се јавил Илија, некој дека се дигнал еден од старите пророци. Денеска евреите исто велат ги имаме Илија и пророците. Не ни треба нас Исус. Па видите, кога ќе паднете, ќе видите дали не ви треба Исус. Бидејќи без Исус вие немате сила да ги исчекорите последните чекори на љубов. Ти рече Ирод, на Јован јас му ја отсеков главата. Убаво си направил, синко. Тоа е Божјата волја, инаку ќе му ја отсечеше ти на ангелот. Бидејќи е добро пишано дека Јован е ангел, ете јас го праќам својот ангел, пишува овде за Јован, својот ангел го праќа Таткото Небесен. На Јован јас му ја отсеков главата, но кој ќе е овој за кого што слушам такви нешта и сакаше да го види, значи сака да дознае кој е Исус. А тука имам доста стихови. А апостолите кога се вратија, му раскажаа што направиле, тогаш ги зеде отиде насамо во пусто место. Често доаѓам овде во Маурово планината 7 по 7-8 дена сам. Сал со Бога сум, има еден надпис, Васил Илјов го дешифрира од Говрлево. На камен сал со Бога сум, тоа е суштински, само со Бог сум. Тоа е. Тогаш можеш да го слушаш Божиот глас, да разговараш со Исус, да чекаш да ти каже. Но народот насамо во пусто место до градот наречен Вицаида, но народот што разбра тргна по него. Кога ќе почнат исцелувањата, сите ќе навалат. И кога ги прими им зборуваше за Царството Божјо и ги лекуваше второ, први им зборуваше за Царството Божјо, оние што имаат потреба од лекување. Та да не се покајат во срцето и да ги исцелам. Значи мораш првим да се покаеш во срцето, да се отстрани причината на болеста. А денот почна да се намалува, придоа до него 12 мината и му рекоа: отпушти го народот, доди по околните села и колиби на ноќевање да си најде храна. Принципот Божји, пазете го, зашто овде сме во пусто место. И ние сме во пусто место, земјата е пусто место. Знаете, но тој им рече: дајте им вие да јадат. Тие одговорија: ние немаме повеќе од 5 леба и 2 риби. Ева го раскажуваат луѓето, освен ако отидеме и купиме храна за сите овие луѓе. Луѓето беа околу 5000, но тој им рече на учениците своји: 5 леба и 2 риби, кажете им да поседнат во групи по 50. Значи, Господ од тоа што го имаш намножува. И ти се чудиш како стига. И направија така и ги поредија сите. Па еве, кога действуваш за Исус, книга излегува, се снимаат завети, оди на радио, доаѓаат гости армакедонски слави, гостување во соседниве земји. 2 години немам добиено денар од Министерството за култура, но Господ намножува. Мојот татко, слава ти Господи Исусе Христе, благослови ги цензорите во Министерството за култура и прости им, не знаат што прават. И направија така и ги поредија сите во групи по 50, а тој кога ги зеде 5 леба и 2 риби, погледна кон небото: татко мој, ги благослови, ги раскрши, им ги даде на учениците за да ги стават пред народот, и јадеа и се наситија сите и кренаа од останатите парчиња 12 кошеви. Ете така се множат и книгите и заветите, и гостувањата, и армакедонските слави, и емисиите на радио. Погледни кон небото, Отче намножи и ќе ти даде, ако останеш во законот на љубовта. Еднаш кога Исус се молеше сам, а само учениците негови беа со него, тој ги праша: што вели народот? Кој сум јас? Тие одговори и рекоа: едни дека си Јован Крстител, други Илија, некој пак дека воскреснал еден од старите пророци. Тие постојано се во пророците, евреите. Тој им рече: вие што велите, кој сум јас? Петар одговори и рече: Христос Божји, Христос е помазаник, испратеник, оној што треба да ви помогне. Христос испратеник, пратен. Да бидеш пратен, оди изми се во бањата Силоан да бидеш пратен. И ти стануваш пратен, да видиме негови вистински пратеници на земјата, а строго им заповеда никому да не кажуваат за тоа. Ете го принципот, и сите дознаваат, велејќи дека Синот човечки треба да пострада многу,
Sinot човечки треба да пострада многу, тоа се однесува на секого од нас, да биде отфрлен, пазете, од кого? Од старешините, тие што го читаат Словото, првосвештениците, тие што би требало да го извршуваат Словото, книжниците, тие што го знаат Словото, и дека ќе биде убиен, дека на третиот ден ќе воскресне. Истото се случува и сега со Исусовите слуги, пратеници. Затоа добро размислете пред во некоја деноминација да осудувате било кого. Зашто Господ не гледа на лице, туку на срце. Што има по вашето срце? На едно место има, на едно место тие, вика, што го слушаат Словото, Исус, послушни се кон Него, и гласот Негов, и го чуваат во добро и чисто срце, Лука 8:15, и донесуваат плод. Плод донесуваат. Каков плод? Па сигурно не круши и јаволки. Плод души во Исус, кои се вистински спасени, кои се менуваат, не дремат на една точка, во една деноминација, во една слепа улица и чекаат такси, авионски превоз, хеликоптер на НАТО и Европска унија да ги однесе горе во Божјото царство. Во Божјото царство се стасуваат чекорејки, действувајки во љубовта Исусова, велејќи дека Синот човечки треба да пострада многу, да биде отворен од старешините, првосвештениците и книжниците, и дека ќе биде убиен, значи тие убиваат со збор, со мислари, со дело, и дека на третиот ден ќе воскресне. А на сите им зборуваше: ако некој сака да врви по мене, Исус, пазете го овој стих, нека се одрече од себе. Вие може би го знаете, но дали го правите вие тоа? Дали вие сте се одрекли, дали сте му предале се на Исус, телото, душата, имотот? Тие му служија со својот имот, како пишуваше претходно, со сиот имот. Нека го земе крстот свој, нека ме последува, нека се одрече од себе, нека го земе крстот свој. Татко мој, дај ми сила да го направам тоа до крај, зашто кој сака да го спаси животот свој, ќе го загуби, кој ќе го загуби животот свој заради мене, тој ќе го спаси, луѓето си го гледаат својот живот. Знаете, добриот пастир го дава својот живот за овците, така треба да постапуваш и ти, брате и пријателе. Зашто каква му е ползата на човек ако го добие целиот свет, богати, владајтели, а себе самиот се упропасти или си направи штета, а живееш во законот на љубовта. И тогаш ќе дојде ден на отплата на гревот, бидејќи кој се срами од мене и од зборовите мои? Исус. Со него, од него ќе се засрами и Синот човечки, кога ќе дојде во славата своја, и на Отецот, и на светите ангели. Значи, треба да го славиш Исус, а луѓето имаат обредно христијанство, двете големи православна и католичка деноминација, слават, иако и протестантите слават одредени луѓе, кои ја читале Библијата и сега оние по нивните ставови живеат, наместо да ги води Духот Свети, наместо Духот Свети да ги води, така се настанати деноминациите. Вистина ви велам, овде стојат некои што не ќе вкусат смрт. Таму, меѓу вас, додека не го видат Царството Божие како слегува на облаците, кое е во вас внатре ако действувате во Исусовата љубов. А околу 8 дена по овие зборови ги зеде со себе Петар, Јован и Јаков и се искачи на гората, како јас овде во Маврово, да се помоли. И додека се молеше, изгледот на лицето негово се промени, облеката му стана бела и блескава, и ете двајца луѓе разговараа со него, а тие беа Мојсе и Илија. Зошто е оваа слика кажана? Остави ги мртвите да ги погребуваат своите мртовци. Разговара со Мојсе и со Илија. Па кога се појави во слава, кога се појавија во слава, да се појавиш во слава, тие зборуваа за неговото заминување кое требаше да заврши во Ерусалим. Ете, духовниот свет ние не го гледаме. За тие обреди кон погребите и култови,
ограничувања, дали се молиш, дали не се молиш. А Петар и оние кои беа со него ги беше совладал сон, на штом се разбуди, ако ќе дојде сила Божја ти заспиваш. Ја видоа славата негова. Ја видоа славата негова. Затоа тие веруваат апостолите. Го видоа потоа како воскресна, ја видоа славата негова и двајцата што стоја со него. Но кога се разделуваа од него, Петар, без да знае што зборува, му рече на Исус. Него Петар што постојано сака да прави нешто од себе. Учителе, добро е да останеме овде. Каде? На земјата. Да направиме 3 коливи. Гледајте сега, врзан принцип. За тебе една, за Мојсе една и за Илија една си направиме овде. Исус им вели, ви приготвив место горе на небесата. Станете да си одиме од овде. Стани и оди, стани Герко. Ја оживува керката, душата, црквата на Јаир. Тој е управник на црква, на синагогата ја оживува. Додека го велеше, тоја се појави облак и ги засени, се уплашија што влегува во облакот. Покажа на небесата. Помики дојде глас од облакот кој велеше, ово е мојот возлюбен син. Не го послушајте го. Исус треба да се слуша, зашто тогаш се молите по светци богородици, о неразумни православни, о неразумни католици. Зашто осудувате о неразумни протестанти? Се осудувате едни со други. А кога се чу тој глас, Исус беше останал сам и тие премолчеа, никому ништо не кажаа во тоа време за она што беше го виделе, а сепак се дозна се Божиот принцип. Не сам да се фалиш, него Господа те фали. А на другиот ден, додека се симнуваа во гората, му доаѓаше во пресред многу народ, и ете некој од народот извика, учителе, ти се молам, погледни на мојот син, зашто ми е единец. Да погледне Господ на тебе ако ти ги љубиш луѓето, ако си во законот на љубовта. Духот одеднаш го зграбчува, ете тој почнува да вреска, имаме такви случаи духовно, го растргнува толку силно дете кој има епилепсија, исто и кажува дека ги гледа тие. После една молитва малку имаше подобрување, но треба да се отклони причината. Тој е некој грев, веројатно, непокаян. Го растргнува, друг имам случај, исто така има стравови, мајката се откажала од детето, го родила вонбрачно, го оставила и детето после 20 години доаѓа кај нејзе, таа не го прима, нејзиниот внук има стравови. Знаете, го растргнува толку силно што тој се запенува и откако многу ќе го измачи одва и го пушта. Ги помолив учениците твои да го истераат, но тие не може. Има многу луѓе исцелуваат, ама не можат. Знаете, Исус исцелува. Првим треба да се проповеда Словото Божјо, да се покае, да се најде причината, да се допре до Исус, да трепери пред Исус, да падне пред нозете негови, да падне и да му каже, ако сакаш, можеш да ме исцелиш. Одговори Исус и рече, о роде безверен, верата твоја те спаси. Верата е кога се допираш до Него, кога трепериш пред Него, кога паѓаш под Него, кога го прегрнуваш, се држиш до Исус. О роде безверен и развратен, до кога ќе бидам со вас и до кога ќе ве трпам, доведи го синот твој тука. И додека тој уште приоѓаше, злиот дух го кутна и почна да го тресе, но Исус му заповеда на нечистиот дух. Му заповеда на нечистиот дух да го излекува момчето. Му заповеда на нечистиот дух и го излекува момчето. Да излезе. И го предаде на татко му. И сите беа вчудовидени од Божјото величие. Додека сите се восхитуваа на се што то правеше Исус, тој рече на своите ученици, ставете ги во ушите своји овие зборови. Синот човечки ќе биде предаден во рацете на луѓето. Паднати луѓе, телесни луѓе. Телото сатанско, синови човечки и синови Божии. Но тие не го разбраа овој говор, зашто беше прикриен за нив, од нив да не го разберат, а се плашеа да го прашаат за значењето на овој одговор. Синовите ѓаволски, синовите Божи по тоа се разликуваат. Секој што не врши правда, не ја врши Божјата правда. Не својата, не е од Бога. А и оној кој не го љуби братот свој,
Секој кој не го љуби братот свој не е од Бога. Па погледнете кој го љуби братот свој таму на ова пусто место. И им дојде мисла кој од нив е најголем. Пазете сега овој стих. Тоа е оно што во црквите, која е подобра црква, која е најголема. А Исус, најки ја мислата во нивните срца, значи Господ го знае срцето, зеде едно дете и го постави покрај себе. Па им рече, кој го прима ова дете во мое име? Мене ме прима. Значи ти треба да видиш дете, да бараш од него, да го прашуваш, да се советуваш, да постапуваш, да чекаш од него. Не ти да правиш по собствен ум, да јадеш од дрвото на познанието на доброто и злото. Ти си дете, чедо си на Исус. Исусе, те сакам. Мене ме прима. Кој ме прима мене, го прима оној кој што ме пратил. Отецот. Зашто кој е најмал меѓу вас? Кој е најмал меѓу вас? Тој е најголем. Проговори Јован и рече, учителе, видовме еден човек, кој е најмал? Познавате ли некој најмал меѓу вас? Кој е најголем? Сте сакам, Господе Исусе Христе. Проговори Јован и рече, учителе, видовме еден човек кој во Твое име истерува демони, па му забранивме бидејќи не оди со нас. Исус му рече, не забранувај му, зашто кој не е против вас, тој е за вас. Кој не е против мене, тој е со мене. А кога се навршуваат деновите на неговото воздигнување, тој одлучи да тргне на пат за Ерусалим. Значи тој знае точно што ќе се случи. Ја пие горката чаша, послушен му е на Отецот. И испрати пред себе гласниците и отидоа влегоа во едно самаријанско село да подготват за него. Не ги примија во тоа село, зашто имаше изглед на патник што оди кон Ерусалим, значи не го познаваат. Кога го видоа тоа, учениците негови Јаков и Јован рекоа, еве ја телесноста и свештеници, книжници, фарисеи, Господи, сакаше да кажеме да падне оган од небото и да ги истребиме сите. Замисли. Ученици Исусови да убиваат. Сакаш да кажеме да падне оган од небото, тоа е човечко. И да ги истреби како што направи Илија. Да ги казни што не го примија. Па не го примија, не го познаваат. Тие се слепи и глуви, кој ќе турне слеп човек од патот прокледа е. Но тој се сврте кон нив, ги укори, како што мене ме укори, во мои раце е сега. Кога се двомев, кога почина мојата мајка. Но тој се сврте кон нив, ги укори и им рече, не знаете од каков дух сте вие. Од каков дух сте вие. Испитувајте ги духовите. Духот на Исус е љубов. Љубов. Духот на сатаната е нељубов. Зашто Синот човечки дојде не да погубува човечки души. И ти си за тоа, туку да ги спаси. Не сме тука да погубуваме. Ние само сееме жнејачот е Исус и ангелите. Ние не знаеме што има во човечкото срце. Замислете, од Савле стана Павле. Ако беше до нас како Ананија, немаше да ги положи рацете. И отидоа во друго село. А додека тие патуваа, некој му рече, Господи, ќе врвам по тебе кади да одиш. Овој од Матеј, сум го учил, сум го зборувам, прекрасен текст. Ќе врвам по тебе кади да одиш, тоа е принципот. Исусе, ќе врвам по тебе кади да одиш, зашто тој вели каде што сум јас, таму и мојот слуга. А каде е тој, каде што има потреби, полни, гладни, осамени? Каде што те води да сведочиш? Исус им рече, лисиците имаат легла и треци. Птиците небески гнезда имаат, а Синот човечки нема каде глава да подслони, бидејќи тие не го примаат. Другиот пак му рече, врви по мене, а тој одговори, Господи, допушти најнапред да отидам да го погребам татко ми. Пазете го овој миг. Врзан за земјата, да направиме сеници, они сакаат сеници, кукички да направат, доаѓа облак им вели, не го слушајте го. Тој не им зборува за земното. Исус му рече, остави ги мртвите, да ги покопуваат своите мртовци. Погреб на татко ми доаѓа од протестантска заедница и не ми каже, не се молеле они за мртовци, бидејќи моите роднини се православни, доаѓа православен свештеник, ја нема да ги соблазнувам луѓето. Друг погреб на мајка ми доаѓа исто така протестант, не пали свеќа.
И сега, наместо ти или некој не вапца јајца, не оди кај другите, ги учат да не оди. Јас вапцам јајца, палам свеќа, се молам за мртвите. Апостол Павле, само да придобијам некого за Христа, наместо да му објаснуваш некому на погреб, зошто не пали свеќа, запали свеќа и кажи, ја палам ова свеќа за Исус. Вапца јајца и кажи дека за Исус ги вапцаш јајцата. Или што има врска дали се молиш на погреб, ти немаш никаков почит, затворен во своите доктрини. Тоа е споредната улица на деноминациите. Осудување. Да им фрли оган од небесото, ти палат свеќи, да се молат за мртвите и вапцат јајца. Папата дојде дали го осуди лидерскиот тим на протестантстите, а го осудивте Лоренс Новоса. Кому му е многу дадено, многу ќе се бара од него. Еден ден ќе се станете пред Исус, кој никого не осуди. Кој никого не осуди. Им прости на сите. Или мислите дека само укорувате? Остави ги мртвите да ги погребуваат своите мртовци, а ти оди и разгласувај го Царството Божјо, пали свеќи, вапца јајца, ако сакаш рипај по крстот, моли се за мртвите. Потоа некој друг му рече, зашто тогаш Мојсей и Илија се појавуваат? Кои се мртвите, кои се живите? Добро прашање. Но тоа е некоја друга тема. Те сакам, Господи Исусе Христе. Потоа некој друг му рече, Господи, ќе одам по Тебе, но дозволи ми најнапред да се простам со своите домашни. Кои се тие, роднините, родители или тие што му се внатре во него? Злоба, пакост, алчност, врзано за земјата и така натаму, себелюбие. Исус пак му рече, никој што ја ставил раката своја на ралото, да ора за Исус, а погледнува назад. Оди. Оди. Не е достоен за Царството Божјо. Луѓето се врзани за овој свет, врзани се за принципи, за учење, за доктрини, каде што е Духот Господов. Таму има слобода. Во Исусовата љубов. Во Исусовата љубов. Христијанство е повели и љуби. Исус никого не осуди, им прости на сите и ја слушаше волјата Божја, гласот Божји. Не зборуваше тој, зборуваше Отецот низ него. Категории да дојдеш до Исус е да се допреш до него, да паднеш пред нозете негови, да трепериш пред него и да го слушаш Словото. Не ти што сакаш, да биде неговата волја. Мир вам до Божјо Царство Небесно. Сите оние што ќе речат Исусе, се кајам, си простувам, да ги допре Исусовата сила, љубов, исцелување, сите болки да заминат во оганот на Исусовата љубов. Амин. Усоврши се да љубиш ближни, спреми се, мој чеда, сте во љубов родени. Сине мој, јас татко, небесен сум твој. Сине мој, јас татко, небесен сум твој. Да чекориш во љубовта, да љубиш како Исуса, да простуваш и не осудуваш. Сине мој, јас татко,
nebesen sun tvoj. Sine moj, jas tatko nebesen sun tvoj. Krv ta tvoja se proleja, na krstot zavet ostavi, obleči